Релативно мирен изборен ден. Граѓаните бираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и во градот Скопје. Телма од рано утринава известува за процесот на гласањето. Повеќе новинарски екипи се на терен. Во овие вести ја вклучуваме Тамара Марковска. Тамара, каде си во моментот и како тече таму гласањето? Така, Весна, се наоѓам во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски во општина Ѓорче Петров. Овде сум 1 час и можев да забележам како голем број граѓани доаѓаат да го остварат своето демократско право на глас. Поразговарав со нив и ги прашав кој е најголемиот проблем во нивната општина и што очекуваат по завршување на овие локални избори. Тие посочија дека треба многу да се работи на честотата во оваа општина и исто така кажа дека сакаат сите оние предизборни ветувања да бидат реализирани. Ги слушаме граѓаните. Тоа што го обеќа да го остварат. Што недостасува во оваа општина Ѓорче Петров? Па хигиената. Да речеме највеќе. Се што може на подобро да се подобри. Што најмногу недостасува? Тоа со години се знае. Прв гласам во 18 години само што напунив и имам избор сега да гласам. Така, и ве што очекуваш дека ќе се промени по овие избори? Што недостасува во општината? Во општината многу работи. Прво, чистота ни фали и организација на школата. Подобра ни треба. Со оглед на тоа дека многу згради се градат, истиот водовод, истата канализација, веќе имаме проблеми со дотокот на вода. Значи, тоа е една работа. Секој има понешто да му треба. Поразговаравме и со членовите на избирачките места кои ни кажаа дека гласањето започнало навремено во 7 часот утрината и се до овој момент немало никаков проблем при гласањето. Ги слушаме изјавите на членовите. До овој момент се тече без никаков проблем. Отворивме во 7:00. Во ранете утрински часови немавме многу голема излезност, но сега во овој период малку е раздвижено повеќе. Па според тоа што гледаме во извештајот, до сега имаме околу 130 луѓе искочено, би требало и во попланените часови да има уште толку. Гласањето почна во 7 часот утрово, гласањето тече без никакви проблеми на избирачкото место 2553. Така, дали имаше некои проблеми во смисла граѓаните да не можат да се снајдат поради долгата листа или да има проблеми со идентификација? Не, до сега не се соочивме со никаков проблем. Тамара, од стартот на гласањето па до сега Телма посети повеќе избирачки места. Каква е генералната оценка? Така, Весна, па до утрина во 7 часот, како што веќе кажав, ние бивме на повеќе места каде што се гласаше, ги посетивме општината Киселавода, Аеродром, Чаер, Центар, Карпош. Секаде можевме да забележиме дека состојбата е во ред, дека гласањето започна навремено и се одвиваше во најдобар ред. Но сето тоа сублимирано го слушаме во прилогот кој го подготви мојот колега Сотир Трајков. Мирно и без нерегуларности на избирачките места помина предпладнето во Скопје на 8-те локални избори од независноста на Македонија. Екипи на Телма ги посетија избирачките места 2892 во училиштето Лирија во Чаир, 2846 во Песталоци, општина Центар и 2638 во училиштето Петар Поп Арсов во општина Карпош. Од избирачките одбори велат дека гласањето започнало навреме во 7 часот и не биле забележани никакви инциденти што би влегле во евиденцијата. Изборниот ден започна са бајле во 07 часот. Просторот беше прилагоден према сите упатства што беа дадени од Државната изборна комисија и почна навремено. Во досегашниот дел од изборот, одгласот на гласачите во однос на минатите години е некој запазен просек, се одвива се во најдобар ред.
Нема никакви проблеми, никакви инциденти кои што ќе треба да се евидентираат. Граѓаните што ги анкетиравме на избирачките места очекуваат изборен ден во демократски дух, а од градоначалниците и советниците што ќе бидат избрани да работат домакински и да се заложат за почиста животна средина и за подобра сообраќајна инфраструктура. Но има и песимисти. А не сум општата ситуација така диктира, како би се рекло. Совеста секој пат е да биде чиста и добронамерна. Овде ја не гледам се такви. Наброени се многу проблеми, решенија се, како би се рекло, наброени, а не гледам пат по кој може да се стигне до тие решенија. Прво што очекуваме е почист Чаир, бидејќи Чаир е една од најстарите населби во Скопје. Второ, очекуваме сообраќајот во Чаирчанка да се регулира, да се најде начин или да се отвори, или да се направи двосплатно, или да биде комуникацијата полесно. Очекуваме пред се како граѓани да добиваме градоначалници, советници кои ќе работат за граѓаните, а најмногу од се очекуваме демократски избори и често пребројување на гласовите, очекуваме да нема никакви проблеми. Очекувам изборите да поминат во една мир, демократска, една цивилизирана атмосфера. А од новите градоначалници и советници што очекувате? Очекуваме разумно да го менаџираат буџетот на општините и се надеваме на подобри услови во нашите општини. Локалните избори се спроведуваат на 3474 избирачки места. Право на глас имаат 1.832.415 гласачи од земјава и диаспората. Се гласа во 80 општини и во Скопје за 309 кандидати за градоначалници и 576 советнички листи. Гласањето завршува вечерва во 19 часот. Ние секако остануваме да следиме што ќе се случува до крајот на самото гласање.